Добро вечер. Јас сум Васко Ефтов, емисијата во Центар на Канал 5 телевизија. Вие сте на вистинското место, почитувани гледачи, бидејќи во наредните 50 на минути и вие и јас имаме права да знаеме вистината. Вечер во втор дел на нашата политичка анализа, политичка криза во Република Македонија или во кој правец ќе се движи нашата држава, кон одредена мирна политичка разврска или нови безбедносни ескалации. И што сега? Имавме една ескалација. Многу ми навела дека тоа било крещендото што се случи на 27-ми. Се плашам дека не е така. Дека можеби не сме ни на почетокот на некоја голема криза регионална што ќе се случува во овој регион. Што според вас ќе се случи во наредниот период? Мислам дека ако зависат работите од нас, од граѓаните на Македонија, мислам дека најлошото помина. Дека тоа што се случи на 27 април ќе ни служи сега како лекција, како не треба да се однесуваме, а не како треба да се однесуваме. Ако зависат работите од некој друг, од надвор, ако некој си има сценарија, тогаш може се што да се случи и тоа е тешко да се предвиди. 3 години трае целата политичка драматургија во рамки на Република Македонија. Бидејќи ние сме склони да забораваме како дое до целата оваа ситуација, ајде на почетокот на разговорот одговориме на прашањето на што се должи и како дојдовме до ваква ескалација на политичката криза. Се соочуваме со една драматична политичка криза, веројатно најголема последните 25 години или после независноста на Република Македонија. Како дојде до тоа? Па добро, треба да се вратиме назад. Значи, во април 2014 година, кога имавме избори за кои што немаше никакви замерки до 7 часот вечерта, кога излезе Зоран Заев и кажа дека не ги признават изборите, биле нелегални, биле нетранспарентни, не биле демократски, иако до тогаш све си беше ненормално, сите учествува во предизборната кампања. Туку имаше анкети кај што Ѓорги Спасов велеше дека Стео Пендаровски води ќе победи во првиот круг на претседателските избори. Дури Стео Пендаровски се гледаше како сигурен победник на претседателските избори, бидејќи тогаш беа споени парламентарните со претседателските избори. Значи никој ништо не проблематизираше и вечерта во 19:01 беа проблематизирани изборите, СДСМ одби да влезе у парламентот. Тука е важна причината. Значи причината беше имало фантомски гласачи. Значи причината за кризата всушност беа тие фантомски гласачи. Од тука се тргна. Фантомски гласачи во избирачкиот список, значи во избирачкиот список има фантомски гласачи. Тоа е суштината и почетокот на политичката криза во Македонија. Тоа не само што беше причина за почетокот на кризата, туку тоа беше причина за одолжување на кризата, бидејќи изборите беа закажани во април 2016, на 2 пати се одложија. Исто така причината беше наведена како фантомски гласачи. И не се најдоа фантомски гласачи. Токму тоа што говорам, значи основната причина и повод поради кој што настана кризата, всушност се виде на крај дека е непостоечки. И ние всушност имаме криза 3 години, за на крај на кризата да заклучиме дека причините за кризата всушност се невалидни. Точно. Причините за кризата се измислени. Неколку елементи се многу битни за една политичка анализа, сместена во еден регионален контекст кој е многу битен за да можеме да ја разбереме целата опасност, целата драматика на политичката криза во Република Македонија. Во вторникот во средата во интервју за Курир, Зоран Заев го обвини српскиот претседател и српскиот премиер Александар Вучич дека е националист и дека води националистичка политика. Поранешниот хашки затвореник Рамуш Хариденај, после ослободувањето од затворот во Франција, во интервјуто за косовскиот портал Експресо, испраќа многу јасна порака до српскиот претседател Александар Вучич: Вучич нема да се игра со албанците. Кога тоа ќе оставиме во контекст со изјавата на Хашим Тачи, кој испрати порака до македонските албанци дека тие се сега наред да ја земат судбината во свој раце, тоа дава една многу интересна и многу опасна обланда во која се сместени албанските или големо албанските интереси на Балканот. Во четвртокот, грчкиот министер за надворешни работи, господинот Никос Коцијас, даде интервју со пораката: ние сме цврсто, се мисли на Грција, ние сме цврсто за унитарноста на Република Македонија. Инаку интересно е дека господинот Коцијас беше прв политичар од висок ранг од овој наш регион кој се сретна со новата администрација на Доналд Трамп. Некаде пред 1,5 месец имаше официјална средба со американскиот државен секретар или министерот за надворешни работи. Истиот ден, значи во четвртокот, лидерот на ВМРО во Бугарија, господинот Красимир Каракачанов, беше избран за вице-премиер во бугарската влада и министер за одбрана.
Дали не се плашите дека албанците од регионот, не мислам само албанците во Македонија, туку албанците од целиот овој регион, се во моментот пешадија на таа deep state или таа длабока држава во Америка, односно се пешадија на поразената структура на Хилари Клинтон и на Барак Обама и на Сорос, и дека се во функција на правење на одредена дестабилизација во целиот регион. И колку тоа албанскиот политички кампус ќе може да го издржи во наредниот период, односно колку албанците нема самите да станат жртви на таква роља која им е наметната? Не ги гледам албанците во таква роља. Ниту во Македонија, ниту во Косово, ниту во Албанија, нигде во регионот. Мислам, нема никакви знаци дека албанците се во таква позиција. Дека некој го бара од тоа од нив и дека албанците го прифатиле тоа. Еден цел спектар на невладини организации работат на проектот, од СДСМ да направат македонска верзија на Сириза. И кога ќе го гледате Зоран Заев, начинот на негово гестикулирање, начинот на неговото обраќање до масите, начинот на неговиот стајлинг на бела кошула со подвиткани ракави, целата таа групација на невладини организации кои се залепени за СДСМ и за Зоран Заев, целата она лепеза на одредени либерални, анархистички, хомосексуални и секакви други групации кои делуваат на македонскиот политички општествен простор, кои исто така се залепени за СДСМ, тоа значи една единствена работа, дека Сорос работи на проект за реформирање на СДСМ и нејзино претварање од политичка партија во невладина организација. Кога почнува да се работи на оној проект СДСМ да биде видоизменет и всушност СДСМ да личи на Сириза, односно да биде движење, не политичка партија, све што е алтернативно, што е незадоволно од власта, разни хомосексуални групи, разни авангардни групи, разни, ајде да речеме, реслови слови на македонското општество кои се полиберални да бидат налепени кон СДСМ. И СДСМ да не биде она тврда партија која е наследничка на комунистичката партија на Македонија, туку да биде нешто сосема ново, кој повеќе ќе наликува на невладина организација, помалку на стара СДСМ. Па на СДСМ им требаа гласови. Значи, едноставната математика кажуваше дека за СДСМ да му се приближи на ВМРО-ДПМН, потребни се сите гласачи, сите потенцијални гласачи, кои што не се ни наклонети кон нив, ни кон ВМРО-ДПМН, едноставно се негде помеѓу, плюс потребен е еден добар контингент на албански гласови, бидејќи без нив не може да му се приближи на ВМРО-ДПМН. Тоа го видовме на изборите. Во средата најтиражниот српски дневен лист, тоа е Белградски Блиц, кој важи за многу близок до американската и до германската политика на Балканскиот полуостров, излезе со текст дека во близината на Прешево и Бојановец се запленети огромно количество на оружје кое е наменето за одредени структури на територијата на Република Македонија. Според пишувањето на Блиц, пронајдени се неколку илјади пушки, митралези, минофрлачи и рачни бомби. Тоа количество на оружје или тој контингент на оружје требало да заврши во албански и во македонски раце на територијата на Република Македонија. Истиот ден во Информер излегува текст со наслов дека за 500.000 евра поранешниот генерал на Фрањо Туџман Анте Готовина, кој имаше лежал на неколку години затвор во Хашкиот трибунал, е ангажиран од косовските власти да ја подготви косовската армија за блицкриг операција и за земање на Северно Косово. Српските безбедносни органи пред неколку дена фатија голем контингент на оружје во близината на Прешево, Медвеџа и Бојановец. Не е вистина. Демантирано е веќе. Да, не знам дали е демантирано, меѓутоа се вели дека стана збор за неколку илјади пушки. Медиумска шпекулација. Мислите Павле Транев е демантираше? Тој гледам се произнесе по тоа. Не, со пратеник од Србија. Вчера земавме изјава и он демантираше дека висок припадник на војно-безбедносната агенција ги информирал македонските безбедносни структури за целата оваа пратка. Стана збор за неколку илјади пушки, бомби, митралези, минобацачи, рачни бомби, кои биле наменети за одредени албански структури во Македонија и можеби македонски структури. Јас не го знам многу контекстот на судирот меѓу Заев и Вучич, дали е идеолошки, дали е од некаков интерес, меѓутоа се гледа дека еден на друг си праќат, меѓу себе се разменуваат така пораки поштри, се гледа дека Србија сака да тенсионира ситуацијата во Македонија сега кога ќе имаме нова влада, нов премиер. Меѓутоа веста не е вистината, ја истраживме и се покажа како лажна. Мислите, господин Кисен, дека Заев е донесен да биде на чело на македонската влада да предизвика конфликт, ако не во Македонија, тогаш регионален? Не знам, ако се гледат регионално работите или пошироко,
Не гледам јас капацитет кај еден македонски премиер, кај Македонија како држава да предизвика... Уште не е премиер. Уште не е премиер. Значи, зборуваме доколку биде. Да предизвика регионален конфликт. Како Дуи ги доби сите функции, да не биде Али Ахмети премиер на крајот? Па не знам, мислам дека тоа би било позитивно прифатено кај македонците, а не верувам дека баш позитивно кај албанците. Според сите анализи и според сите информации, околу 35.000 гласачи во Република Македонија кои изминатите 10 години не си имат појавено ниту едни избори, дали станува збор за локални, парламентарни или председателски избори. На последните избори на 11 декември тие 35.000 луѓе гласа за СДСМ. Има еден податок дека 32.000 гласачи кои не гласали изминатите 10 или 15 години на ниту едни избори во Република Македонија, кои абстинирале, кои на ниедни анкети не се појават или на анкети кои ќе ги анкетирате велат не гласаме, ви спуштаат телефон, сега се појавиле 32.000 лица, се појавиле нови избори. Некој нив ги мотивирал. 35 според процени, да. 35.000 луѓе кои изминатите 15 години воопшто не излезле. Во изминатите неколку изборни циклуси еве да земеме на гласачко место. 2006, 2008, 2011 имавме ние 10-11 изборни циклуси. Да, како некој може да ги натера тие 35.000 луѓе да гласаат? Токму сега, токму нови избори и што е, ајде да речеме тригерот, што може да ги натера тие луѓе да излезат на гласање? Па добро се, тука ќе шпекулираме, има некои причини кои што се не политички, кои што се не идеолошки, но се финансиски. Не би сакал да шпекулирам. Јас секогаш работам со податоци, но има и таква теорија. Да се разберем, има и таква теорија, иако дека им е платено. Дека им е платено, да, дека кога има нешто што е невообичаено и кога има нешто кое што не може да се објасни со некој рационален аналитички метод, тогаш се разбира дека се употребуваат и одредени други претпоставки и хипотези за тоа како и зошто тие луѓе излегле. Јас сега можам да ви гарантирам, а ќе видиме и веќе на следните локални избори кои што се надевам ќе видат набрзо дека тие 2% нема да тие 35.000 луѓе нема се појават. Нема да се. Да. Според сите шпекулации кои постојат во македонските политички кулуари, целата политичка криза требала да ескалира еден ден пред 27 април, односно на 26 април, кога Тала Џафери со неговото возило Ауди требало да удри во толпата демонстранти кои протестирале пред македонскиот парламент или пред македонското собрание. Тала Џафери во последен момент се откажува таа своја идеја и тогаш целата политичка криза ескалира еден ден подоцна со тоа што се случува во македонскиот парламент. Изборавте ли колку гласа има добиено Тала Џафери, пошто све сте провериле и оружјето фатено кај Бојановац и сите други работи, а пошто нели сте истражувачко новинарство, Лаем е еден од највлијателните весници во Република Македонија, а по мене највлијателен на албански јазик, дали изброевте колку точно пратеници гласаа за Тала Џафери? Мислам да си има служби кои го имат тоа направено. Тоа е прифатено од Европска унија, е прифатено од САД, констатирано од НАТО. Мислам дека не треба да се отварат веќе дилеми за тоа, за некоја работа што е чиста, освен ако некој нема намера да му крева рейтинг на господинот Тала Џафери. Добро, изброевте или не изброевте? Не сум изброел, бидејќи верувам, штом верувале сите тие инстанци што ги спомнав, немам потреба да се сомневам во тоа. А би се согласили ли тука во интервјуто да пробаме да направиме проста математика? Дали Али Ахмети беше присутен на седницата? Ко се гласаше? Не. Дали беше Бранко Манеловски присутен? Не бил. Дали беа петте пратеници на Беса присутни? Беа. И на Пуштија? Ко се гласаше? Учествува после завршувањето на гласањето на Пуштија. Не, на Пуштија пред да се гласа. Дали двата пратеника од ДП беа присутни кога се гласаше? Едниот беше. Паѓа под 60? Мислам дека не паѓа. Паѓа под 60. Со 50 пратеника избран Тала Џафери. 49 има СДС, 8 од ДУИ кои биле присутни. Без господинот Ахмети Маноиловски. Сте бурали. Ако беше 61 до са 50 пати на насловна страна ќе објавите Тала Џафери избран со 61 или со 62,
Кркма, во ниеден албански медиум нема со колку гласа избран Тала Џафери. Избрана и потврдена од ЕУ и од НАТО и од американците. Но ниеден овој со колку гласа. Не знам зашто треба да се прави фама да има насловни страни со нешто што е очигледно за тоа. Освен тоа следува многу други настани кои бара поголемо внимание отколку тоа колку гласа. Добро, би ставиле ли вие на насловна страна? Тала Џафери избран со 61 глас во парламентот. Па, ако некој сака многу, би ставиле. Мислам, ако некој... Еве, јас сакам многу. Би ставиле ли на насловна страна? Вие не сте наш читател. Читам, купам редовно, да ви го зголемам тиражот, секој ден купам. Еве, атер за мене. Еве, атер за мене. Атер за мене. Дали би ставиле насловна страна, Тала Џафери избран со 61 глас? Помина таа работа веќе, мислам, не би било безсмислено за читателите тоа повторно да го враќаме. Зоран Сајд. Инако би ставиле, ако мислиш дека се сомневаме, не се сомневаме, затоа би ставиле. По пропоста на шарената револуција и обидот преку улични протести, масовни улични протести, да се сруши владата или да се изнуди оставка на Ѓорги Иванов, Сорос и неговите невладини организации менуваат целосно стратегијата, одат на концепт на микротаргетирање или тоа што се правеше на американските избори, што му донесе победа на Доналд Трамп. Преку тој процес на микротаргетирање се целеа одредени целни групи, кон нив се испраќа одредени политички пораки и тоа доведе до едно класично менување на политичката конјунктура и политичката свест, што првично на анкетите се виде некаде почетокот средината на септември 2016 година, кој веќе беше касно, ВМРО-ДПМН да направи одредени промени во својата политичка стратегија. Тоа доведе до еден многу тесен пораст на СДСМ на изборите на 11 декември од само 20.000 гласови разлика во корист на ВМРО-ДПМН. Може ли проценка да направиме колку по таа основа се донесени гласови за СДСМ? 20 на 25.000 гласови има од млади. Значи, со овие кои не гласеле изминатите 10-15 години и со овие кои на овој начин, тоа веќе доаѓаме до бројката од 60. 60, да. Имаме после трета бројка, тоа со овие ромски гласови кои се социјални гласови, по трета, четврта, втора изборна единица. Затоа им беа потребни оние унакрсни испитувања кои беа правени во Државната изборна комисија, па Фросина Раменски како министер за труд и социјална политика. Затоа беше труд и социјала битна, да. Битна да се видат социјално ранливите групи. Затоа ВМРО не падна толку многу во трета и четврта изборна единица колку што СДСМ порасна и беа токму тие социјални групи, ромски, турски и така натаму македонски кои се на работна социјална екзистенција, тоа се направи. Колку по ваши проценки да речеме од тие контингенти доби СДСМ плюс гласови? Во третата и во четвртата некаде мислам дека имаше по околу 7-8 такви гласови. Значи неколку 15. 7-8 гласови, да. И остатокот значи се албански гласови, кои беа ставени или дадени на располагање на СДСМ, дел се урбани албански гласови кои така гласаа СДСМ. И во оние селски средини кај што очигледно дека било нешто од позадина направено. Има дел од албанците кои што гласаа протестно во урбаните средини, кои што едноставно не беа задоволни од нивните репрезенти, било да е тоа ДУ или ДПА, кои што идејата за Беса, например, како нова не им се допадна, им се допадна бидејќи они беа дел од тоа микротаргетирање, значи млади урбани луѓе кои што со ништо не се разликуваат од нивните сограѓани македонци, срби или останати етнички групи. Беше потребен модел од Сириза на Зоран Заев. Дори он го копираше Ципра, знаете, она бела кошула, подвиткани ракави. Имаше тука имаше тука повеќе за одредени теми кои не се доминантно етнички така натаму. Имаше елементи тука од повеќе кампањи, од леви генерално леви кампањи, но и од масовни движења кои што не мора да се леви, но генерално се, да. Прва пауза за реклами, останете со нас, погледнете рекламите и се враќаме со втори дел на нашата вечерашна емисија. Доколку не ги избегнеш грипот и настинката, Кафедин Cold Max со нов вкус на лимон и ментол. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и несеканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или со фармацевт. Кардиопирин, гастрорезистентни таблети, се употребуваат за превенција од миокарден инфаркт, васкуларна тромбоза и од мозочен удар.
Таблетите Кардиопирин ја намалуваат појавата на несакани гастроинтестинални дејства. Кардиопирин, чувар на вашето срце. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употреба и несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт. Врвот на светската медицина и во Македонија, патентиран во САД, студиски потврден на Penn State Универзитетот во Харвард, произведен во Германија. ЦХ од Гелита, Германија, за здрави коски, тетиви, лигаменти и менискус. Не секој алфа е и ЦХ. Барајте го оригиналот ЦХ, барајте стриктно од Гелита. Не секој алфа е и ЦХ. Избегнувајте фалсификати, барајте оригиналната ЦХ. Пред илјадници години ги осветли нашите умови за да ја сватиме вистината. Трчавме низ вековите додека Томас Едисон направи чудо. И даде енергија и ние го дизајниравме егло во срцето на Австрија. Од 1969 секој ден растеме кон совршенството. На секои 2 секунди една светилка егло се вклучува за прв пат. Манекс го доведе во Македонија. Егло. My light, my style. Минатата недела српските медиуми воде една жестока кампања спроти Турција или спроти Тајип Ердоган, обвинувајќи го дека Ердоган стои за драма и зад Хашим Тачи и дека таа тројка подготвува нова војна на Балканот за формирање на голема Албанија. Тоа ми беше просто нејасно, почитувани гледачи, бидејќи постојано сметав дека Турција и Тајип Ердоган се пријатели на Република Македонија, дотолку повеќе што во тие 4 писма или на тие 4 адреси на кои се обрати Ѓорги Иванов за да ги информира за македонската политичка криза, едно од адресите беше господинот Тајип Ердоган. Вела ми беше тотално нејасно и тотално неприфатливо. Меѓутоа, кога се погледнат сите настани кои претходеа на политичката драма на 27 април, значи 2 дена пред тоа, лидерот на БЕСА, господинот Билал Касами, изјавува дека се чувствува нелагодно кога се пее македонската химна или кога се наоѓа пред македонското знаме, а на денот кога се случува големата драма во македонскиот парламент, човекот кој пее албанската химна сред македонскиот парламент е пратеник на БЕСА. Последните најтврди ставови албански, значи кои претходат на тоа што се случува во четвртокот и на самиот ден во четвртокот, ги прават пратеници или функционери на БЕСА. Билал Касами со на негова изјава дека се чувствува нелагодно во присуство на македонското знаме и македонската химна, и господин Закирија кој пее албанската химна во парламентот се пратеници од редовите или се дел од раководството на партијата БЕСА. Значи БЕСА ги дава најрадикалните стави 2 дена пред во наводници што се случува во четвртокот. Со платформата од на ДУИ, БЕСА и на ДДП, како се вика партијата на села на македонски, ДУИ успеа во една работа да ја пренесе политичката битка меѓу етничките албански на во етнички план, на етничко поле, кај што се они чувствуваат супериорни во однос на своите политички ривали. Мислам дека ово однесување на БЕСА е обидот сега да го победа ДУИ на нивен терен. Значи на етнички терен. Да, вие сте националисти, сега ќе видите ние колку можеме да бидеме националисти, бидејќи мислам дека сите мислат на локалните избори. Значи, во надвор геополитиката, во локалното замешателство што се случува, ја мислам дека сега сите скоро од партиите мислат на локалните избори и се што изјавуваат, прават, мислам дека треба да се гледа веќе како политичка кампања за локалните избори и со каква агенда ќе одат. Значи БЕСА не би ми изненадила да е зајакнала националистичката реторика, која ни ДУИ во еден момент веќе не ќе може да следи. Остана неразјаснето прашањето или остана да лепти дилемата дали Тала Џафери е избран со 61 глас во македонскиот парламент. Настрана сите тие фаули во демократската процедура, ако Тала Џафери навистина не е избран со 61 глас во македонскиот парламент, тогаш влагаме во една многу нестабилна, многу кревка и многу неизвестна политичка и демократска иднина, бидејќи ако тука е направи невината грешка, сите потези кои понатаму следат и кои се поврзани со Тала Џафери не носат на работ на демократска процедура и на одредена демократска непроцедура. Всушност, така избраниот Тала Џафери е основа или генератор на дополнителна политичка криза. На кој му одговара
во државата, председател на парламентот, кој во одредена ситуација или при одреден развој на настаните е заменик на врховниот командант и на председателот на државата, да биде избран на нелегален начин и без 61 глас у парламентот. На кој му одговара? Никому не одговара, меѓутоа тоа не го спори никој, веќе мислам ни ВМРО не го спори, се повлекоа, ги дадоа клучевите, ги дадоа печатите. Тоа не гледам дека е веќе тема за дебата. Не така и правите грешка. ЕУ и НАТО рекле, ВМРО се повлекува. Но тоа не значи дека е легално. Може да се повлече ВМРО да се оценети, може било што да се прави. Може и у НАТО да се дело сценариото. Ние можеме да развиеме различни тези ако и различни некој сценарија. уценет, треба да ни каже. Меѓутоа, дали е избран легално? Јас велам и кабинетот на председателот на државата официјално комуницира со кабинетот на новиот председател на собранието Талат Џафери. Не гледам, јас немам аргументи за да можам да ви одговорам потврдно на вашата дилема околу изборот на Знаете ли дека целата ескалација требала да биде еден ден претходно? Кога Талат Џафери со неговото возило Ауди се обидува да удри во она група на луѓе кои протестират, како е велато на Здружена Македонија, и на крај се повлекува бидејќи се исплашува последен момент. Има такви, ајде да ги наречеме шпекулации, дека инцидентот или ескалацијата на инцидентот треба да се случи тогаш да влета во толпата Талат Слушнав Џафери. јас такви шпекулации, меѓутоа еве и случувањето собранието и снимките од таму покажа дека толпа, провамаровска толпа која протестира пред собрание или пред влада, дека не напаѓа пратеници на ДУИ. Мислам, они долго време се беа и уште се формално партнери за да некој симпатизер на ВМРО ДПМН нападне пратеник или министер или некој член на ДУИ. Ние денес, почитувани гледачи, имаме една абсурдна политичка ситуација со росовите медиуми да барат оставка од Никола Груевски после 11 победи на изборите во Република Македонија, од друга страна Зоран Заев, кој има последователни 5 порази да биде новиот македонски премиер. Зоран Заев беше вршител на должноста председател на СДСМ 2008 година. Тога СДСМ ги изгуби председателските и ги изгуби локалните избори во Република Македонија. 2014 година повторно лидер на СДСМ е Зоран Заев, тога СДСМ ги губи парламентарните и председателските избори. На 11 декември 2016 година повторно Зоран Заев е лидер на СДСМ. Тој ги губи парламентарните избори пред 4 месеци со 20.000 гласа разлика во корист на Никола Груевски и ВМРО ДПМН. Ако ги мериме резултатите или поразите на Зоран Заев на изборите кога тој е носител на пратеничката или листата на СДСМ во четвртата изборна единица, тогаш бројот на 5 порази се зголемува на 8, односно 9 политички порази на Зоран Заев на македонската политичка сцена. 2008 година, 2011 година и 2014 година Зоран Заев ја губи политичката битка визави Зоран Ставревски. На изборите 2016 година во четвртата изборна единица Зоран Заев е поразен од Никола Груевски. И така доаѓаме до абсурдната политичка ситуација, почитувани гледачи. Зоран Заев, кој после Мендух Тачи има најмногу порази на политичката сцена во Република Македонија, да треба да биде иден македонски премиер. Во рамки на СДСМ најтешкиот пораз го има Љубомир Фрчковски со освоени 200.000 гласови на председателските избори 2009 година. Од друга страна, Радмила Шекеринска го има најтешкиот пораз на СДСМ на парламентарните избори, кога едва освојува 220.000 гласови. Тоа е тројката во СДСМ која владе со македонската опозиција, која би требало, како што сега стојат работите, да биде нова власт во Република Македонија. Има една абсурдна политичка ситуација. Зоран Заев со 5 изборни порази 2009 година, кога е чувар на престолот, се дека не се врати Бранко Цренковски на чело на СДСМ, ги губи председателските и ги губи локалните избори. 2014 ги губи председателските и парламентарните избори и овие избори на 11 декември ги губи со 20.000 разлика во корист или во предност на ВМРО ДПМН, плюс ако ги зијаме парламентарните избори 2011, 2014, 2008, кога е тој носител во четвртата изборна единица, тоа се значи 8 изборни порази на Зоран Заев, а сепак ќе биде премиер, како што сега стојат работите. Нема освен Мендух Тачи, нема политичар во Македонија
кој има повеќе изборни порази од Зоран Заев, а тој сега ќе биде во шанса да биде премиер на македонската влада. Да, тоа треба да ги прашате. За мене не ми е јасно, бидејќи јас секогаш говорам, кога некој ќе загуби на избори, најдобро е да се повлечи да му остапи место на друг, бидејќи тој ја веќе има квалификацијата на губитник. На Запад, оние кои што ќе изгубат не си даваат оставки, бидејќи тоа е некоја common practice или дека тоа е некоја придобивка на демократијата. Не, они тоа го прават затоа што веќе стануваат негативен терет на незината партија. Ајде да направиме мала мини политичка анализа. Ако треба да бидат пролонгирани, како што е неопходно локалните избори, тоа може да биде направено со 2/3 гласови во македонскиот парламент. Тоа значи дека за промена на датумот на локалните избори, промена на изборниот законник и промена во законот за локална самоуправа се неопходни гласовите на ВМРО-ДПМН. Тоа значи седнување на заедничка маса, одредена лидерска средба, именување на датумот за одржување на локалните избори, бидејќи датумот во кој требаше редовно да се одржат локалните избори, тоа беше првата половина на месец мај, е веќе поминат. Зоран Заев и СДСМ не сака да има во пакет локални парламентарни избори од една единствена причина. Ако некаде во септември или почетокот на октомври ова година има заеднички локални парламентарни избори, тога Зоран Заев не може да биде премиер на македонската влада, бидејќи според договорот во Пржино, 100 дена пред одржавањето на парламентарни избори, лидерот на една од партиите кој ќе биде премиер треба да поднесе оставка и неговото место да го замени нов технички премиер. Под предпоставка дека Зоран Заев сака да биде избран за премиер на новата македонска влада, ако има избори парламентарни почетокот на октомври, тој некаде во почетокот на јуни, крајот на јуни треба да поднесе оставка и на негово место на премиерската функција да дојде нов човек. На ВМРО-ДПМН му одговара брзи локални, брзи парламентарни избори, ако може, уште во текот на месец јуни, како би можел да ја ефектуира сегашната политичка конјунктура. Брзи парламентарни избори или во пакет со локалните избори му одговарате на Али Ахмети. Али Ахмети на тој начин постигнува две работи. Прво, победа во однос на БЕСА, бидејќи како што сега стојат работите, БЕСА се наоѓа во одредена политичка дефанзива, затоа и мора да ја радикализира својата национална и политичка реторика, од друга страна да направи одредена чистка во редовите на ДОИ, бидејќи ако има во пакет локални парламентарни предвремени избори, тогаш лесно може да се дозволи Али Ахмети како компензација за добиените парламентарни избори низ вода на градоначалнички избори да ги пуштите Ута Арифи и Невзат Бејта. Како спомнеки се, ДОИ од режим преку ног стана главен политички фактор у Македонија. Имате ли логичен одговор како делот од режимот или да речеме едниот од браќата во режимот од една станал главен политички субјект на македонската политичка сцена? Не може веќе ДОИ да биде главен политички субјект. Мислам, тоа може да го посака Груевски, може да го посака Заев, може да го посака не знам кој, меѓутоа веќе тоа не го сакат албанците. И тогаш ако ми дозволите само да ви кажам тоа и нумерички, пошто за бројките не може да има дискусија. А сега сакате нумерички. Вама околу изборот викавте тоа не е важно, а сега би сакале нумерички. Не, важно е, меѓутоа не е така како што велите, иначе е важно. Да се доискажам само тоа што почнав. Ви одговара нумерички, вамо не ви одговара. Зошто ДОИ не може веќе да стане главен фактор? Гледам дека многу тоа го посакуваат. Бидејќи ако ги анализирате бројките на изборите од 11 декември, албанците гласа за промени во Македонија, не гласа македонците. Албанците покажа незадоволство од власт. Многу поголема бројка од македонците. Околу 150-160 илјади албанци гласа против власт. Земете ги резултатите од независноста на Македонија, од кога постои повеќе партискиот систем. Никогаш албанците не гласале во поголем број против партија што е на власт, отколку сега. Тоа е една ситуација која им го овозможи Донтовиот модел на ДОИ, меѓутоа... Која е најсилна албанска партија сега? ДОИ или СДСМ или ЛДСМ, како што ја нарекуваат албанците? Не, ни ДОИ, ни ЛСДМ ќе го покажат тоа следните избори. Овој треба мандат да добие Заев или Заколи? Па би било подобро Заколи да добие, меѓутоа
после изгледа Заев ќе добие, пошто он е одреден као мандатар. Дали на 27 април вечерта во Македонија, во македонски услови се случи 5 октомври, односно тоа што се случи во Србија на 5 октомври, кога одредената опозицијска структура со помош на масите влезе во парламентот, ја зазема власта, иако официјално не беше потврдена победата на Воислав Коштуница, дали после 27 април и тоа што се случи во македонскиот парламент, де факто во Република Македонија се случи 5 октомври, односно превземање на власта од страна на македонската опозиција. И дали на 27 април и тоа што се случува после 27 април, изборот на Талат Џафери, во нејасни околности дали имало 61 пратеник кој гласал или не гласал, де факто треба да значи 5 октомври на македонски начин. Не е тоа 5 октомври на македонски начин, туку вие имате една состојба во која што 3 години се бутка нешто цело време на сила, со закани, со притисоци, такво беше и Пржино 1, па после Пржино 1 не беше доволен, па Пржино 2 и така натаму. Значи, ниеден договор не вреди. Значи, мора да биде значи, политиката е нешто кое што се базира на компромис, каде што како во спортот. Вие може да играте фудбал ако имате две екипи кои што ќе се согласат околу правилата. Ако едната екипа ги нарушува правилата, тогаш вие веќе немате фудбал. 8 години ВМРО ДПМН и ДОИ функционира како петок и сабота, како Николица и Приколица. Одеднаш за потребите на Зоран Заев, за потребите на сценаристот која креираше целата политичка криза во Република Македонија, ДОИ од режим стана фактор на македонската политичка сцена. И вие што мислите, која е улогата на ДОИ во целата ова политичка ситуација? И дали можат ДОИ, БЕСА, партијата на Зијадин Села и партијата ДПА како надворешен фактор да ја поддржуват или да бидат дел од една иста влада? Па, тоа веќе зависи од меѓупартиски преговори, меѓупартиски надмудрувања. Меѓутоа, тоа и не е многу битно. Мислам дека со формирањето на новата влада ќе почне процесот на промени во Македонија и тоа ќе се одрази во целото општество. И кај македонскиот дел, што го викаме, и кај албанскиот дел, и во целото општество ја очекувам, повторно ќе кажам, ако работите зависат од нас, од граѓаните тука во Македонија, очекувам позитивен тек на настаните. Тоа што се случи на 27 април вечерта не е ништо ново на македонската политичка сцена, бидејќи во изминатите 25 години ние имаме 5 облици на таква манифестација на изразено граѓанско незадоволство. Првиот случај е 1991 година, кога македонските мајки и македонските сестри протестираат против испраќање нивните деца, браќа и синови на фронтовите широм СФР Југославија. Тогаш тие влегуваат во македонскиот парламент, бараат средба со тогашните раководители на Република Македонија и инсистираат нивните блиски да не одат да се борат или да гинат на фронтовите на поранешна СФР Југославија. Па така, имавме околу повеќе од 10.000 војници во JNA од Македонија, граѓани на Македонија. Почна да идат мртви војници во лимени сандаци од Далматинскиот фронт. Практично ние имавме повеќе жртви од Словенија во самото распаѓање, ако не се лажам. Прво беше оној Гешовски, па после поред 30 и неколку души. Да не паѓа други жртви! Тоа беше најкритичен момент таа вечер со протестите на мајките. Околу 4-5 илјади жени од цела Македонија. Тоа беа многу драматични состојби. Тражи го Клјусе, Вандов, овие дојдите бе сериозна ситуација ова тука и така натаму. Не може да влезат у собранието. Мајките на војниците, жените, водеа една акција и не излегува од собранието. Да не се испраќаат регрути од Република Македонија во JNA се додека во Југославија не престане војната и не се воспостави мирот.
1999 година во текот на тогашната НАТО интервенција во СР Југославија се случуваат тие немили настани и палењето на американската амбасада. В 2004 година Владо Бучковски, тогаш подпредседател на СДСМ и министар за одбрана, и Никола Ѓурчев, генерален секретар на СДСМ, едва испасува жива глава пред налетите на незадоволните граѓани во општина Струга, кои се спротивстават на тогашната територијална поделба, која возможува на чело на Струга прв пат во незината историја да дојде градоначелник од албанско етничко потекло. Не сакаме ништо да шпекулираме, меѓутоа интересен е фактот дека двајца од големите шефови на македонската државна безбедност во изминатите 25 години, тој е господин Слободан Богоевски и тој е Зоран Верушевски, имаат потекло од Срушката околина. Слободан Богоевски потекнал од селото Вевчани, Зоран Верушевски од селото Горна Белица, која се наоѓа само на 2 километри од македонско-албанската граница. Дајници пичка и мајка. Волавање бара ако се пукаше. Сиве, дали се од она оние или од ана од кога? Со овие метри да. Снимајте и за да го дајте цела јавност да го види. И во четвртокот на 27 април се случија последните или петтите протести или избличе на големо граѓанско незадоволство од се немирите во Република Македонија, кога македонската маса, македонската толпа влезе во македонскиот парламент, ги претепа дел од македонските пратеници и направи тоа што направи на македонската политичка сцена. После тие настани од 27 април, политичката разврска во Република Македонија влезе во некои сосема други и поинакви води. Зошто Ѓорги Иванов се откажа од своето сценарио или од својата стратегија, како што сега стојат работите? На 27 април вечерта беше предвидено обраќање на Ѓорги Иванов. Сите очекува дека тој ќе воведе вонредна состојба во рамки на Република Македонија, меѓутоа тој одигра миролюбиво и ги покани локалните лидери или лидерите на македонските политички партии на одредена лидерска средба. Никој не дојде на таа лидерска средба и тоа значеше почеток на крајот на стратегијата на Ѓорги Иванов. Тука се поставува прашањето зошто Ѓорги Иванов се откажа од својата стратегија. Дали беше исплашен, дали беше уценет и дали според примерот на тоа што се случи на 5 октомври во Србија 2000 година, Ѓорги Иванов всушност се соочи со непослушност или откажување на послушност на безбедносните структури кои се под негова контрола. Например, ако во албанскиот политички кампус имате политичар од типот на Зоран Заев, кој би излегол и пред албанските гласачи и би рекол рамковниот договор не ни треба, ние не сме албанци, ние сме македонски албанци, треба да го знаеме македонскиот јазик, треба да го се откажеме од рамковниот договор, бидејќи тој не кара со нашите собраќа македонци или со граѓани македонци, кој би бил на класични македонистички позиции. Колку мисли дека тој албански Заев би успел гласо кај албанците? 0 или 100 гласа? Што мислите? Па, господин Заев не е против рамковниот договор. Колку што знам, не е. Јас праша по незапиранска платформа, ако излезе било кој политичар, ако излезе и речи треба да се укине рамковниот договор бидејќи нас не кара со македонците, колку гласа би освоил кај албанците? Па мислам дека 0 кај албанците, а кај македонците би освоил доста гласови.
Така? И како тогаш може Зоран Заев со таква реторика која им се допаѓа на албанците, а не им се допаѓа на македонците, да може да биде фактор на стабилност во Република Македонија. Ако ке мнозинското население не е прифатлива таа негова реторика, не ли е основа за еден посилен конфликт во Република Македонија? Не, мислам тоа беше реторика која им се допадна на поголемиот број на граѓаните во Македонија. Ако ги оставиме настрана поделбите македонци, албанци, турци, роми, власи, грци, бугари, што имаме тука. Тоа затоа и после изгледа господин Заев ќе стане премиер. Денес има вест дека Ѓорги Иванов ќе оди во Турција и ќе држи предавање на некој Истанбулски универзитет. Теоретски. Може да се лизне од када, во хотелска соба, да ја повреди ногата и да не може да се врати во Република Македонија. Формално, правно, него како врховен командант ќе го замени Тала Џафери. Ниту јас, ниту вие не знаеме дали Тала Џафери избран со 61. Точно. Никој не го знае. Никој не го знае. Апсолутно. Апсолутно. Во каква апсурдна ситуација внесена државата и каква апсурдна ситуација ние всушност затекнуваме, ми имаме на теренот во моментов. Можете да најдете неколку снимки, безброј снимки би рекол, дали од емисии контактни или од мои интервјуа, каде што јас на вечерта на 11 декември, вечерта, кога веќе беа јасни резултатите, околу 10 часот вечерта, реков дека најдобро решение за излез од оваа ситуација која што се создаде по изборите е да се создаде некоја техничка влада помеѓу партиите и која што ќе организира нови избори, бидејќи вака Македонија не може да функционира. Ова го реков не во јануари, не во февруари, не во април 2017, него тоа го реков на 11 декември 2016 година, веднаш по изборите. Еве, гледате што после тоа све се случи како производ на неприфаќањето, би рекол, на таков договор помеѓу политичките партии. Ако треба да правиме одредени паралели на тоа што се случува во Македонија, можниот распад на државата или можната ескалација на безбедносната и политичката криза, тогаш би можеле да направиме одредена споредба или да извлечеме одредени заклучоци со тоа што се случи со СФР Југославија. Во текот на 70-те години југославенските тајни служби предводени од Стане Доланц ја формираат југославенската мафија. Во текот на тие 70-те години југославенската мафија е најсилна мафија која делува во Франција, Германија и во земјите на Западна Европа. Меѓутоа тогашната БНД или германската безбедносна служба под покровителство на тогашните премиери на Сојузна Република Германија влегуваат во операција на растурење на југославенската мафија. На место на растурената југословенска мафија, која персонифицира Аркан, е формирана албанската мафија. Само неколку години после формирањето на албанската мафија доаѓа до тие немили настани на Косово, големите протести во Косово и Приштина 1981 година, кои предизвикуваат распад на СФР Југославија и денес формирање на Косово како независна држава. Тука се поставува прашањето, почитувани гледачи, зошто во Република Македонија не била формирана македонска мафија, ако мафијата е секојаш чедо на службите за безбедност на одредена држава, и ако ние денес постојано велиме дека главна причина за нестабилност во целиот овој регион е формирањето или функционирањето на албанската мафија, дека поради албанската мафија структурите на ЦИЕ или американската политика има потреба да ја користи Албанија како пешадија на незиното делување на Балканскиот полуостров, нели тука се поставува прашањето како во изминатите 50 или 60 години Македонија нема своја мафија, иако преку територијата на Македонија оди не само трговијата со хероин, туку во просторот или во времето на поранешна СФР Југославија најголемата трговија со цигари одеше токму преку Република Македонија. Има два сегменти на албанското гласачко тело, кои гласа за СДСМ или ЛДСМ, како вие го нарекувате. Може би треба ЛДСМ која најсилна албанска партија во Република Македонија. Едното е оној урбан дел, кој реално бил просадасамовски настроен во изминатите 10 години, ако не и повеќе. Тоа е во Скопје, општина, не знам, Центар, општина Карпош, општина Чајри, така на том, поголемите урбани центри. Но има еден дел гласови кои се, како да ги наречеме, ДБК гласови, кои не сме ги така пежоративно во нашите новинарски кругови нарекуле. Тоа се гласови во Рачиново, тоа се гласови во Грчас, гласови во Сарај, гласови во Суданичани, кај што секојаш тие места биле или центри на криминалитет, или центри на некои радикални верски организации и функционирање. И тамо службата за државна безбедност во Република Македонија секојаш имала контрола. Не сега и во комунизмот. Тие гласови, тие места сега гласа за Зоран Заев. Како вие тоа ќе отолкувате? Како ДБК гласовите, кои би требало
нормално да завршат кај партијата на власт, Дуи заврши кај Зоран Заев. По сите тие случувања последните 10 години на албанците им беше јасно дека мора да стават крај на таквата политика што ја имавме, на таквото владење што го имавме последните 10 години. И зашо гласав, например, у Танушевци за евроинтеграции, за влез во НАТО? Беше генерално беше против рускиот гасовод што проаѓа низ Македонија или отишол? Штетна политика за албанците беше и затоа некој мислеше дека ако гласа за СДС дека ќе ја прекине таа политика, некој мислеше дека ако гласа за БЕСА, Никој Танушевце гласал за СДС и сметал дека тоа е за демократизација на Република Македонија против Дуи. Ама сега навистина ме подценувате и мене. Не ве подценуваме, веќе ви објаснам ако мислите, ако се чувствувате подценет, ќе ви да објаснам. Тамо веројатно влегол некој. Ќе повторам. Или Девисон или било кој им рекол, види вие сега ќе си гласате за командант Зеколе. Албанците беа незадоволни од таа политика. Долго време мислеа дека таа политика може да ја поправат доколку даат поише гласови на Дуи. Да доа 120, 130, 150, видоа дека на тој начин не се прекинува таа штетна политика за нив. И затоа сега се одлучија, првата цел на албанците беше да се прекине таа штетна политика кон нив. Како Дуи СДСМ ќе ги распределат албанските гласови, бидејќи тесниот пораз на СДСМ во еден значаен дел се должи на албански гласачи кои беа против Дуи. Да. Ако направат влада, Дуи и СДСМ ќе претендират на исти квантум на гласови. Истин квантум на гласачи. Точно, затоа е многу чудно што Дуи се едноставно требаше да прави коалиција со ВМРО ДПМН, со нивниот долгогодишен партнер, што би беше очекувано, наеднаш тоа нели во една драматична недела се променени отидоа со СДСМ. Нивната коалиција со СДСМ Дуи губи. Они отидоа сами против себе. И тоа е многу чудно во политиката и тука треба веќе, значи тука има некои варијабли кои што ние не ги знаеме. Инаку, од она што е познато како факти од избори, од гласачи, кој како го гласал, Дуи не смееше да помисли да коалицира со СДСМ, затоа што они му земаат дел од гласовите и со самата коалиција на Дуи со СДСМ, тоа ќе значи, тоа им е сигнал на тие гласачи кои што гласале против Дуи, дека не најбово да си останат со СДСМ затоа што Дуи се приклонува кон СДСМ, тие ќе гласаат за СДСМ, не за Дуи на следните избори. И тука е таа многу интересна ситуација. Мислам дека ќе биде интересно. Ова е дел од ланската емисија или ланското интервју во две продолженја со господинот Златко Кецковски или човекот главен за безбедноста на поранешниот македонски председател господинот Борис Трајковски. Ова е на тема како беа предизвикани тие немили настани или протести или реагување во македонскиот парламент во времето кога ескалира кризата во Рачиново. И станува ескалација на криза. Луѓето влагат у собрание. Да. Што е? Го барат кривецот во Трајковски, уствари Трајковски нема врска со тоа. Како да ви го тоа објаснам? Кој го организира тоа? Тоа е прашањето. Велат спонтано. Знаете, таа маса. Не, видите, се вака, ја бев шеф на безбедност. На Трајковски. Јас тоа го видов во дека некакво дејство ќе има на кај собрание многу порано од тоа што се случи. Значи, негде околу 5-4 часот од прилика после ручек дојде една малечка единица на некаква резервна полиција со калашникови. Со калашникови? Да, со калашникови на нив да протестираат. Кој дошол да протестираат пред собрание со наоружан. Ја наредба дадо во моментот да се евакуираат. Прво узборна на целата единица мојата, што броеше 75-6 души, значи тоа не беше мала структура. Што го безбедуваа? Да, во секоја. Значи ја имав 75 души под своје, целата вила, целиот кабинет, све она што подразбира председател како институција. Имавме узбуна, ги извлековме сите можни капацитети кои што ги имаме на располагање, изчистивме нашите
простории во собрание. Направивме траса за да се извлечиме уште во 5 сата. Значи уште 5 сата излечен Трајковски. Не е извлечен во 5. Меѓутоа имавте подготвено. Јас го имав подготвено комплетно терено, бидејќи не ми беше тоа све многу, мене чисто 10 дена, дојде една така десетина со калашникови и тоа малку. Имаше состанок на председателот со премиерот и со председател на собрание со вон парламентарни партии во собрание во тој период. И јас инсистирав да се прекине состанокот и да се извлечиме во вила. Ова е околу 5 часот. Да се вратиме дома, да речеме. И ме послуша Трајковски. Го прекинавме состанокот. И така дојде, се сеќавам со нас, се извлековме, прво отидовме во кабинетот кај нас и веќе од, да речеме, 200 или 300 луѓе, веќе беа направени 3000 можда. Доле, пред собрание. Пред собрание. И гледаме од кабинетов на председателов со премиеров заедно, со стојбата долу и мене премиерот ми вика да го парам Бошковски на телефон, да дојде да смири толпа, нели, да разговара со неа. Меѓутоа, за да можеме да имам директна некаква увид на настаните, а испратив од мојава служба 4 во толпата, да се измешаат, за да можам да знам што се случи ту ствари на долу на те. После 15 на минути дојде Бошковски и ми јавува дека пробиене кордонот. После тоа, по снимките, уствари кордон не пробиен, него се повлечени полицајците. Значи никој дава наредба се повлечат полицајците? Да, меѓутоа нападнат е Бошковски. Да. Директно. Значи, не може да дај тој наредбата, ако ја дај тој сам себе да се нападне. Да се нападне, настан една голема мешаница и хаос тука. Него го извлекуваат во собрание внатре, меѓутоа во ист момент една структура внатре, ова која што претходно беше дојде на предсобрание, со калашникови му претит на внатрешното обезбедување на собрание. Значи, како го извлекуваат Бошковски внатре, ја затворат вратата, меѓутоа го кршат стаклото и под закана на ликвидација да ја отворат, бидејќи вратите се добро заштитени од овој аспект на закана, да речеме. И тука се отвараат вратите. Ние умеѓу време добиваме информации, го извлекуваме трасата за да се извлечиме. Беше готова, се спуштивме долу, меѓутоа и Андов и Георгиевски беа тука. И тие во иста таква паника, пошто веќе неконтролирана толпа на луѓе кои што беа наоружани влега во собрание. Ако малку нашево обезбедување, да речеме, вака кога ќе го размислувате од овој аспект, јас имав на располагање околу 30 волци од специјална единица на армија. Ако тргнев да го заштитам кабинетот и председателот во вакви дејствувања, ќе имаше тешки последици. Ви како со возило ги извлекувате? Ја го извлеков, го оставив кабинетот. И со возило ги извлекувате? Да, не влегоја во кабинет директно во канцеларија кај председателот. Искршија дел од кабинетот на кај шефот на кабинет, секретарката и така натаму, меѓутоа не влегоја кај председателот. Не знаја, пошто ги исклучивме струјата. Исклучивме струјата на повлекување, за да нема, нели беше 7 или 8 сатот веќе. Меѓутоа, сакам да ви кажам, ако мојата задача беше тоаш да си одбранам јас институцијата, ако тргнем да бранам институцијата од луѓе наоружани кои што влегле во собрание, ќе имаше тешки последици, значи сигурно ќе имаше 10 на 15 мртви, пошто тоа се рачуна како обид за државен удар.
Кој стоеше по вас? За тој, ајде да речеме, обид за државен удар. Има следствено на ова сега. Ние си влековме без проблем до вила, меѓутоа ми ја уа дека полпава веќе после 15-20 минути тргна кај водно. Кај вилата? Да. И јас бе приморан во рок од 15-20 минути да се евакуирам од таму, комплетно. Значи да евакуирам и семејството и председател како институција. И каде ги носите? Прво припремив семејството и го испратив за Струмица, за подоцна да председател Мусеев на Панде Петревски му го прашав според воениот план која е зградата за евакуирање на председателот, бидејќи немав можност во тој период, немаше хеликоптерите, нема ноќна навигација. И морав да одам со возила. На Панде му се јавив на Петрески, му викам кадај ми ја воената, пошто имат воено распоредување. По воено распоредување кај припаѓат во гардиската бригада и ние по пат, значи прва дама со семејство ги испративме на Струмица, а ние тргнавме за касарна Илинден. Во меѓувреме по патот додека се движеме, без ротациони светла, без означување, без ништо. Нормално, бидејќи условно ние констатиравме дека може да заклучиме дека и од страна на резервнава полиција сме нападнати. Ме сваќате? И вие во истиот момент не знаете кој ви е непријател. На секој пункт кај што поминувавме, мои припадници ги отстранува полицијата од пунктовите. Со репетирање на оружјето и да одбијат од оружје полицијата. Не знаевме дали ќе не ликвидираат или не, како да ви го објаснам. Иначе ги носите во касарна Илинден? Ја го носам председател во касарна Илинден. Вечерта, после 2 сата, мене ми се јават од Струмица, од полициската станица, дека имаат известување од страна на државната безбедност, дека е поставени се бомби во домот на Трајковски, во домот на Вилма Трајковска и во Колешино и во црквата протестантска во Струмица. Значи од државна безбедност? Преку државната безбедност во станица Струмица. Тој е индикатор дека овој податок не е до сега во јавност експлоатиран. Ова е за нас, за мене беше индикатор дека некој планирал дека Трајковски ќе се извлечи према Струмица, бидејќи за Охрид во тој период нели е Тетово Гостивар забранет регион, а за да се извлечам јас за Охрид треба да одам преку Битола. Ако веќе тргнам преку Битола за Охрид, тоаш најдобро би ми било да одам во Струмица, нели поблиску ми е, него ли. Некој го планира. Тоа е сценарij веќе. Јас тука исклучително е до сега ова никој не ми го поставил прашање, нити сум го констатирал. Тоа беше планиран државен удар врз председателот. ДУИ и СДСМ треба да бидат двете стожерни партии на едната владина коалиција. Конфликтот помеѓу тие две партии е очигледен, бидејќи тие претендират на исти контингенти на гласачи кои гласаа за едните или за другите на изборите на 11 декември. Од друга страна, СДСМ по секоја цена сака да не биде усвоен пред локалните избори законот за езиците. ДУИ, од друга страна, сака да биде по секоја цена усвоен законот за езиците, бидејќи без тој закон ДУИ нема што да бара на локалните и евентуалните предварени парламентарни избори. За да биде разрешена целата политичка дилема, можеби компромисот ќе се најде.
2000, ако дуи му биде овозможено да биде изгласан законот за езиците, од друга страна СДСМ да влезе во процес на апсење на раководството на ВМРО ДПМН преку одредени операции под покровителство на СЈ или специјално јавно обвинителство, кои би требало да докажат дека во структурите на ВМРО постои злосторничко здружување кој ги финансира изборите на таа партија изминатите 10 или 15 години. Проблемот кој тука е евидентен е тоа дека сите или најголем дел од сегашното раководство на ВМРО ДПМН се пратеници во македонскиот парламент. За може да бидат апсени по барање на специјалната јавно обвинителство треба да биде докажано дека направиле криминал кој подлежи на законска казна поголема од 5 години. Тоа ќе биде многу тешко. Во таква политичка конјунктура СДСМ ќе трпи големи штети ако биде изгласан законот за езиците, дојќи инсистира на тој закон. Сите луѓе кои се разбират од политика велат дека тоа ќе биде конфликт кој тешко ќе може да го надминат СДСМ и ДУИ. На вака зовриена атмосфера, зовриени страсти, што би можел да значи закон за јазици? Тоа е клучната точка на политичкиот ребус. Влада ќе биде или нема да биде формирана, меѓутоа клучната точка, да речеме камен темелникот на политичкиот ребус е законот за јазици. На вака зовриена атмосфера, која е денес во Република Македонија, многу ми насмета дека крещендото било на 27 април. Не сум сигурен. Не сум сигурен дека е баш така и не сум сигурен дека сите овие безбедносни структури од соседни држави нема да искористат ова ранливост која сега постои во Република Македонија. Не мислам само на регионални, туку и некои мокни политички структури, државни структури, безбедносни структури, секој ќе сака да искористи ова ранливост на Република Македонија. Законот за јазици ќе биде одлична почва било кој сака да направи нешто на Република Македонија да го искористи незадоволството. Точно, значи тоа е многу ја видите повторно ќе се вратам на она што го предлагам цело време. Значи ние не посакуваме. Ние само предупредуваме што може да се случи во Република Македонија. Пак да ви напоменам, за фудбал се потребни двајца кои што ќе се согласат околу правилата. Ако вие ги кршите правилата или ги прекршите правилата до таа мера да веќе не може да се вратите назад, не само што фудбалот ќе заврши, туку може и навивачите да се свинат да ги степаат фудбалерите. Што и се случува во Македонија. Тоа е. И на крајот, што ќе се случи во Република Македонија? Што можеме да очекуваме на политички, на безбедносен план или на планот на одредена можна регионална дестабилизација? Возможен ли е конфликт на Балканскиот полуостров? Возможно ли е замешување на големите сили и како на крајот сето тоа ќе биде спакувано? Дали се плашите од фрустрациите на македонците, кои се изфрустрирани од ова што се случува денес во Република Македонија? Може и не сите македонци, но еден значаен, да не речам поголем дел, да не речам 2/3 дел на Република Македонија или на македонците кои живеат во Македонија, се изфрустрирани од ова што денес се случува. Дали се плашите од фрустрациите на македонците? Не, мислам дека фрустрациите се пласна. Тоа што се случи на 27 април можеше да биде трагично, меѓутоа истовремено е добра лекција. Луѓето видува дека од фрустрации, дека со фрустрации ништо не се постигнува, дека фрустрациите се погрешни и дека не ни требат. Тука некаде е крајот на нашата вечерашна емисија. Погледнете ги рекламите и подосна ќе се вратиме да одјавиме емисијата. Малпигија маргината, или позната како ацерола, исклучително богата со природен витамин С и потекнува од Барбадос. Сега ацеролата е достапна за сите. 100% природен витамин С. За деца и природен витамин С за возрастни. Затоа, за моите најблиски, јас одбрав Ацерола алкалоид. Таблети за џвакање со природен витамин С и неодолив вкус. Од сега во ново блистер пакување. Врвот на светската медицина и во Македонија, патентиран во САД, студиски потврден на Penn State Универзитетот во Харвард, произведен во Германија. ЦХ од Гелита, Германија, за здрави коски, тетиви, лигаменти и менискус. Не секој алфа е и ЦХ. Барајте го оригиналот ЦХ. Барајте стриктно од Гелита. Не секој алфа е и ЦХ. Избегнувајте фалсификати. Барајте оригиналната ЦХ. Доколку не ги избегнеш грипот и настинката, кафетин Coldmax. Со нов вкус на лимон и ментол. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и несеканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или со фармацевт.
Пред илјадници години ги осветли нашите умови за да ја сватиме вистината. Трчавме низ вековите додека Томас Едисон направи чудо. И даде енергија и ние го дизајниравме егло во срцето на Австрија. Од 1969 секој ден растеме кон совршенството. На секои 2 секунди една светилка егло се вклучува за прв пат. Манекс го доведе во Македонија. Егло. My light, my style. Ова беше емисијата во Центар, јас сум Васко Ефто, почитувани гледачи, ние се гледаме идната недела во истото ова време. Пријатно вечер, Македонијо, каде и да си.